Отворањето на дискотеките кои ќе може да имаат исполнетост до 50% од капацитетот е една од новите мерки што ги донесе владата на вчерашната седница, согласно моменталната епидемиолошка состојба, а на предлог од Комисијата за заразни болести. Во соопштението се наведува дека сега е дозволено организирање и одржување на семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции и слично во затворениот дел на објектите до 50% исполнетост од капацитетот на просторот. Се дозволува и работа на барови и ноќни клубови и дискотеки, како и на угостителските објекти кои се регистрирани за прослави како веселби, свадби, родендени, крштевки и слично, во затворениот дел на објектите до 50% исполнетост од капацитетот на просторот. Владата донесе мерка според која меѓу другото за да влезете во угостителски дел од бензинска или казино, од 15 ноември ќе морате да приложите сертификат за примени 2 дози вакцина или за прележен COVID-19 во последните 45 дена. Ги прашавме струмичани што тие мислат за донесените нови мерки. Од 15 ноември веќе ќе може со 2 дози вакцина да се влегува во сите угостителски објекти, прослави да има свадби и вие што мислите за ваквата мерка? Не го поддржувам тој пред. Не треба да се пушта. Не треба тие тако да се пуштат. Треба санкции, треба да се чине. Не. Треба објектите не треба да работат. Има групно се збират од 5 до 10 илјади внатре и можеш да замислите што може да се случи, каква зараза. Мислите дека се зголемуваат бројките на терапија? Да, од тука е извор на зголемување на бројките. Најмногу тука младите ги заразват, после домашните, старите, повозрастните и така. Настанува голема зараза. Не. Зошто мислите вака? Не, потребно се вакцинирани роба, зашо? Кратко и јасно. Јас не верувам у тоа, и готово. Имено во соопштението од владата се наведува, се дозволува влез во секаков вид објекти од отворен и затворен тип угостителски објекти, кафетерии, ресторани, барови, ноќни клубови, дискотеки. Во угостителскиот објект, дел за исхрана во угостителски објекти за сместување, хотел, мотел, хостел, пансион и друг објект за сместување. На бензинските станици, во казината и обложувалниците, во други објекти кои во рамките на истиот даваат угостителски услуги, во угостителските објекти кои се регистрирани за прослави, како веселби, свадби, родендени, крштевки и слично. Како и се дозволува влез каде што се одржува настан од секаков вид концерти, семинари, обуки, курсеви, состаноци, работилници, конференции, културни или спортски настани на посетители, гости или лица со поседување и приложување на еден од следните документи. До 14 ноември 2021 година е потребно сертификат потврда за извршена имунизација од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза на вакцина против заразната болест COVID-19, а од 15 ноември 2021 година сертификат потврда за извршена имунизација од вирусот SARS-CoV-2, односно примени 2 дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или сертификат потврда за прележен COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето.